Здраво ученици! Јас сум Игор Михајловски, наставник по математика во Општинско основно училиште Панко Брашнаров од Велес. Во ова видео ќе се запознаеме со поимот што е дропка и од што е составена дропката, од видови дропки, претворање на неправилна дропка во мешан број и обратно, представување дропки на бројна права, еднаквост на дропки, проширување и скратување на дропки, како и споредување на дропки. Прво што ќе се запознаеме е со тоа што е дропка, од што е составена дропката и како се чита и пишува дропката. Поради тоа што количникот на некои природни броеви не е секогаш природен број, има потреба од воведување на други броеви кои што се викаат дропки. Пример, нека ги земеме броевите 2 и 3. Ако сакаме да ги поделиме броевите 2 и 3, количникот што ќе го добиеме нема да биде природен број. И поради тоа, дропката е количник на два природни броја. Од што е составена секоја дропка? Она е составена од дробна црта, од именител, кој што се наоѓа под дробната црта и ни покажува на колку еднакви дела е поделено целото, и од броител, кој што се наоѓа над дробната црта и ни покажува колку еднакви делови од целото се земени. Едно нешто на кое што треба да се припази е тоа што именителот мора да биде различен од 0. Тоа е така поради тоа што со 0 не се дели. И дропката, која што е составена од броевите 2 и 3, се чита 2/3 или 2/3. Наредно што ќе видиме е кои се видовите на дропки. За да го видиме тоа, ќе споредиме две дропки. Едната дропка е 2/5, додека другата дропка е 7/3. Дропката 2/5, ако ги погледнеме овие две дропки, што може да, ако ги споредиме уствари, што може да заклучиме? Кај дропката 2/5, броителот е помал од именителот и она е помала од 1, додека кај дропката 7/3, броителот е поголем од именителот и она е поголема од 1. Дропката 2/5 и сите дропки кои што го исполнуваат овој услов, значи броителот да биде помал од именителот, се нарекуваат правилни или чисти дропки. Додека дропката 7/3 и сите дропки кои што го исполнуваат условот, броителот да биде поголем од именителот, се нарекуваат неправилни или нечисти дропки. Неправилните или нечистите дропки можат уште да се запишат и како мешани броеви. Како примерот 2,3. Што е мешан број? Значи, тоа е неправилна дропка, која што е запишана со цело и со чиста или правилна дропка. Во примерот 2,3, целите се 2, додека чистата или правилната дропка е дропката 3/5. Сега, наредно, можеме да видиме како се претвара неправилна дропка во мешан број. За таа цел ќе ја разгледаме дропката 32/5. Поради тоа што веќе кажавме дека дропката е количник помеѓу два природни броеви, тоа значи дека дропката 32/5 можеме да ја запишеме како 32 делено на 5. И за да видиме колку ќе биде мешаниот број, треба 32 да го поделиме со 5. Како го делиме 32 со 5? Постапката е од лево кон десно, значи делиме од лево, т.е. од цифрите со поголема позициона вредност, кон десно, а тоа е кон цифрите со помала позициона вредност. Поради тоа што 5 не се содржи цел број пати во 3, кон 3 ја придружуваме и цифрата 2 и гледаме колку пати 5 се содржи во
32. Тоа е 6. Запишуваме 6 на местото на количник и множиме во обратна насока од десно кон лево. Кога ќе помножиме 6 по 5, добиваме 30. Производ кој што го запишуваме под 32 и после одземање на 32 и 30 се добива остаток 2. На овој начин ние 32 го поделивме на 5 еднакви дела и ни остана остаток 2. Според тоа, количникот ни е целиот дел, броителот ни е остатокот, значи останале две делчиња од седмото цело, што се 2 петинки, а именителот си останува исто. Сега треба да ја видиме и обратната постапка, а тоа е како мешан број се претвара во неправилна дробка. За таа цел ќе го разгледаме мешаниот број 3,3 четвртинки. Мешаниот број го представуваме сликовито, значи користиме 4 квадрати, кои што се поделени на 4 дела, значи поделени се квадратите на 4 дела, затоа што станува збор за четвртинки, значи тук имаме 4 цели, 1,4 четвртинки, и поради тоа што имаме 3 цели, обоени се 3 цели квадратчиња, квадрати уствари, не квадратчиња, 3 цели квадрати, додека четвртиот квадрат или четвртото цело не е обоено комплет, туку се обоени само 3 квадратчиња, затоа што броителот ни е 3, значи треба да обоиме 3 делови од 4 делови. Наредно што треба да направиме е колку вкупно четвртинки се обоени на сликата. Поради тоа што имаме 3 цели квадрати обоени комплетно, секој има по 4 дела или 4 квадратчиња, тоа се вкупно 12 четвртинки и на нив, кон овие 12 четвртинки, ги додаваме и 3 четвртинки од четвртото цело и добиваме вкупно 15 четвртинки. Или 3,3 четвртинки е еднакво на 15 четвртинки. Сега, ради тоа што не можеме ние сегогаш да претвараме на ваков начин, да прикажуваме сликовито, тоа го направивме сега колку да дојдеме до резултатот и да видиме на кој начин сме дошле. Подоле имаме израз како ќе претвараме мешан број во неправилна дробка. Ако погледнете, во броител е запишано 4 по 3 плюс 3, додека именителот си останува из 4, а јас погоре имам пишано во постапката 3 по 4 е еднак, кога ги броевме четвртинките колку се вкупно, 3 по 4 е еднакво на 12. Сега сигурно се прашувате зошто јас доле ги сменив местата. Значи местата се сменати, прво важи комутативноста ке множењето, значи дали 3 по 4 ке множиме или 4 по 3, резултат, производот е 12. Значи може множителите да се ги сменат местата, производот ќе си остане ист. Меѓутоа, што е целта? Целта е затоа што има една шема, а тоа е, почнуваме од именителот на мешаниот број 4 и множиме во насока на движење на стрелките на часовникот. Значи го множиме 4 со 3, значи 4 по 3, тоа е 12, и на тој производ, значи продолжуваме во иста насока на стрелките на часовникот, или тоа е во десно, го додаваме 3 и броителот и добиваме 15 четвртинки. На овој начин доаѓаме до неправилната дробка која што е еднаква на мешаниот број. Одиме понатаму. Како се представува дробка или како се представуваат дробки на бројна права? За таа цел ќе ги разгледаме двете дробки, една четвртинка и 3 половинки.
пошто од претходно, кога учевме на почетокот што е дробка, видовме дека именителот ни покажува на колку еднакви делови е поделено целото, додека броителот колку еднакви делчиња се земени. Поради тоа што ке дробката е 1/4, именителот е 4, тоа значи дека целото ќе треба да се подели на 4 еднакви делови. Сега, оваа дробка е правилна, таа е помала од 1, значи се наоѓа помеѓу 0 и 1. Именителот е 4, го делиме тој дел на 4 еднакви дела, значи прво на пола во овој случај, па после тоа секоја половинка уште на пола и на тој начин добиваме 4 еднакви делови. И поради тоа што броителот е 1, а броителот ни кажува колку од еднаквите делови треба да земеме, тоа значи дека дробката 1/4 ќе се наоѓа на првата поделка. Наредно, што треба да видиме е како ќе представиме сега дробката 3 половинки на оваа бројна права. Ако веднаш се гледа дека оваа дробка е неправилна и што треба да направиме. Видовме претходно како можеме да ја представиме како мешан број. Значи ќе ја представиме како мешан број поради тоа што многу полесно ќе видиме помеѓу кои два броја цели броеви ќе се наоѓа. Ајде да видиме да ја претвориме, да видиме колку ќе биде она претворена како мешан број. Значи дробката 3 половинки е еднаква на 1,1 половинка. Што ни кажува ова? Значи имаме 1 и дел или половина од наредното цело. Според ова, она ќе се наоѓа помеѓу броевите 1 и 2. Каде помеѓу 1 и 2? Значи од целиот дел го дознаваме тоа, а каде ќе се наоѓа помеѓу 1 и 2, ќе видиме од чистата или правилната дробка 1 половина. Пошто именителот е 2, треба второто цело да го поделиме на пола и таму на половината, броителот е 1, зимаме едно делче и таму се наоѓа дробката е 3 половинки, која што е еднаква на мешаниот број 1,1 половина. Видовме и тоа, сега одиме на еднаквост на дробки. Што е поентата? Треба да видиме кои дробки или да најдеме правило за да проверуваме кои дробки се еднакви помеѓу себе. Тука имаме 3 дробки, тоа се дробките 1 половина, 2/4 и 4 осминки. Овие дробки, што е направено? Значи, представени се сликовито, значи имаме еднакви правоаголници, значи за сите 3 дробки и сите се представени со помош на тие правоаголници. Значи, обоен е делот од правоаголникот кој што го представуваат они. Првата дробка е 1 половина, значи правоаголникот е поделен на 2 еднакви дела, поради тоа што именителот е 2, броителот е 1, обоен е 1 дел. Вториот правоаголник, значи дробката 2/4, пошто именителот е 4, значи правоаголникот е поделен на 4 еднакви дела, броителот е 2, обоени се 2 дела. Третата дробка 4 осминки, поради тоа што именителот е 8, правоаголникот е поделен на 8 еднакви дела и обоени се 4 затоа што броителот е 4. Од сликовитиот приказ што може да видиме? Значи него го користиме за да видиме какви се овие дробки. Значи можеме да видиме дека овие дробки сите 3 се еднакви помеѓу себе, затоа што со сите е обоен еднаков дел од правоаголниците. Еве го тоа, 1 половинка е еднакво на 2/4, тоа е еднакво на 4 осминки. Меѓутоа, исто како во претходниот дел од ова видео, не може ние секогаш ова да го правиме и да цртаме,
за да видиме дали дропките се еднакви или не се еднакви. Значи треба да постои некое правило како може кога ги погледнеме двете дропки да знаеме дали они се еднакви или не се еднакви. Кога ги погледнеме две по две, пример, една половинка и две четвртинки кога ги погледнеме, или две четвртинки и 4 осминки кога ги погледнеме, или може да ги споредиме па една половинка и 4 осминки. Што може да се заклучи? Ако ги помножиме унакрсно, значи броителот од едната, именителот од другата, и именителот од првата, броителот од втората, што може да се заклучи? Ево го ќе го видиме сега, преку анимацијата, што може да заклучиме. Значи имаме 1 по 4 е еднакво на 2 по 2. Значи 1 по 4 производот е 4, 2 по 2 производот е 4, значи овие две дропки се еднакви. Тоа е постапката со која што се проверува дали дропките се еднакви. Ги множиме уна крсно. Значи тоа го имате исто со помош на линии, значи каде што ги множиме уна крсно бројител со именител со бројител. Со ова завршивме со еднаквост на дропки и наредно ќе видиме како е постапката за проширување и како е постапката за скратување на дропки. Повторно користиме сликовит приказ, значи две дропки, две третинки и 4 шестинки. Сега ќе видиме зошто. Гледаме дека, исто како во претходниот слайд, значи гледаме дека обоените делови и со едната и со другата дропка од правоаголниците се еднакви. Што значи тоа? Дека овие две дропки се еднакви помеѓу себе. Значи ние користиме еднаквост на дропки за да видиме каква е постапката за проширување, каква е постапката за скратување. Значи, ако провериме 2 по 6 е 12, 3 по 4 е 12, значи еднакви се. И со правилото, не само од сликата. Меѓутоа, што е сега нешто друго што може да забележиме? Ајде да погледнеме првен како почетна дропката 2 третинки. Што се случува ако дропката 2 третинки и броителот и именителот го помножиме со 2? Ево, значи 2 по 2 е 4, 3 по 2 е 6. Значи ја добивме дропката 4 шестенки. И оваа постапка, доколку броителот и именителот на една дропка ги помножиме со еден изброј, меѓутоа пазете, не сме тој број да биде еднаков на 0, значи мора да биде различен од 0, дропката која што ја добиваме е еднаква на дадената. И оваа постапка се нарекува проширување на дропките. Ајде сега обратно да го видиме, да тргнеме од дропката 4 шестинки, па да видиме дали можеме да дојдеме до дропката 2 третинки. Дали постои начин? Обратната операција. Чи обратна операција на множење е делење. Ако 4 и 6 ги поделиме со еден изброј, во овој случај тоа е бројот 2, дали ќе се добие 2 третинки? Сега ќе го видиме и тоа. Значи, ево, 4 делено на 2 е 2, 6 делено на 2 е 3. И ја добивме дропката 2 третинки. Па, како се нарекува оваа постапка? Значи, во овој случај, ние ги делиме броителот и именителот со еден ист број, кој што е различен од 0, значи во овој случај не смее да биде тој број еднаков на 0, и добиената дропка е еднаква на дадената. Оваа постапка се нарекува скратување на дропка. И уште еднаш, доколку множиме, проширување, доколку делиме е скратување. Видовме и за проширување и скратување на дропки, сега ќе видиме за
споредување на дропки. Исто одиме со прикажување сликовито на дропките. Значи, дропките се 2/3 и 1/3. Поделена е во првата дропка, правоаголникот е поделен или целото на 3 дела, пошто е бројитело 2, обоени се 2. Дропката 1/3 исто е поделено на 3 дела, пошто бројителот е 1, обоен е 1. И ако ги споредиме, значи прво треба да пазиме дека ова се дропки со еднакви именители, значи 2/3 и 1/3, и ако ги споредиме, што може да заклучиме? Значи дропката 2/3 е поголема од 1/3, затоа што обоениот дел кај неа е поголем. И тоа десно е запишано. 2/3 е поголемо од 1/3. Ако не користиме, меѓутоа, поради тоа што исто како и претходно што зборувавме, не може постојано да цртаме, значи треба да најдеме правило според што ќе дознаваме дали или ќе можеме да заклучуваме дали дропката е помала или дропката е поголема. Значи многу едноставно е. Одлучувањето или заклучокот го правиме според бројителот. Поради тоа што 2 е поголемо од 1, дропката 2/3 е поголема од дропката 1/3, затоа што има поголем бројител. Еве го и заклучокот, при ист именител поголема е дропката што има поголем бројител. Наредно, значи ние сега видовме ако споредуваме дропки со еднакви именители, сега наредно, значи погледнавте што се појави на видеото, се споредуваат дропките 2/3 и 1/2. Кај овие дропки именителите не се еднакви, туку именителите се различни. За да ги споредиме, што треба да направиме? Треба да го искористиме она што пред малку го учевме, а тоа е, знаеме како се споредуваат дропки со еднакви именители, значи треба да ги сведеме дропките на заеднички именител. Учеме од претходно на почетокот на темата заеднички именител и најмал заеднички именител. Значи треба за овие две дропки да најдеме заеднички именител за именителите 3 и 2. Кој е тој број? Значи најмалиот број, значи најубаво е секогаш да одите со најмалиот заеднички именител. За 3 и 2 е 6. Значи тоа е бројот кој што се дели во исто време и со 3 и со 2. А 6 се дели во исто време и е најмал и се дели во исто време и со 3 и со 2. Сега, за дропката 2/3 да ја запишеме, да има именител 6, ќе го искористиме она што претходно го работевме, а тоа е постапката за проширување на дропки. И за да биде именителот 6, што треба да направиме? Треба 3 да го помножиме со 2, меѓутоа, за да не се промени дропката, мора и бројителот да го помножиме со истиот број. И множиме 2 по 2, 3 по 2, добиваме 4 шестинки. Истото го правиме и за дропката 1/2, меѓутоа сега прошируваме со 3 и добиваме 1 по 3, 3, 2 по 3, 6. Ако ги споредиме дропките 4 шестинки и 3 шестинки, значи сега веќе имаат исти именители, што може да заклучиме? Која е поголема? 4 шестинки, затоа што 4 е поголемо од 3. А дропката 4 шестинки и 2/3, дропката 3 шестинки и 1/2, според тоа дропката 2/3 е поголема од 1/2. Сега, тука нема примери за доколку имаме мешан број, или ако дропката е неправилна. Ако едната од дропките, барем едната е неправилна, видовме како се претвара неправилната дропка во мешан број, ќе ја претворите во мешан број, па го извршувате споредувањето. Доколку двете дропки се неправилни или двете се мешани броеви,
Што правите? Ги споредувате целите делови. Ако се разликуваат и поголема е, таа што има поголем цел дел. Доколку целите делови се исти, ги споредувате чистите дропки кај секој од мешаните броеви на начин на кој што го покажавме пред малку. За домашна работа, значи со ова ние видовме повеќе работи кои што треба да ги знаете за дропки. Нема да спомнуваме сега за децимални дропки, поради тоа што тоа нема потреба сега, тоа ќе го видиме во наредното видео, кога ќе работиме за проценти и претварање од еден во друг вид проценти, дропки, децимални дропки и така натаму. За домашно имате и од учебникот, има на повеќе страни и од друга литература да се решаваат задачи во врска со се ова што учевме за дропки во ова видео. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна работа и пријатно вежбање. Поздрав од мене.